Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе го испитува хоророт во старечките домови Арија и Актив во Скопје. Овој инспекцијски надзор треба да даде одговор. Каква здравствена нега добивале згрижените стари луѓе? Какви лекови им биле давани? Како се чувала храната која ја конзумирале? Во какви хигиенски услови живееле и дали сите пациенти имале медицински досиеа? Начинот на одржување на хигиената, односно бројот на лица кои што се задолжени за тоа, опрема, средства за механичко чистење и за дезинфекција, извршивме увид дали се извршени санитарно-хигиенски прегледи на вработениот персонал, дали се врши профилактичка дезинсекција и дератизација од овластена установа согласно закон во делот каде што се приготвува и чува храната на 6 месеци, а во собите за сместување и останатите заеднички простории на 6 месеци, начинот на кој што се пере и одржува постелнината и личната гардероба на згрижените лица. За услугата во старечките домови, која не била според пропишаните стандарди од семејствата на корисниците, се наплаќал значителен износ. Месечните приходи на двата дома надминувале 36.000 евра. Истрагата покажала дека домовите Арија и Актив од 2022 година до денес не ја вршеле дејноста во рамки на издадените дозволи, како што налагале правилата од Министерството за труд. Оттаму најавија засилени контроли и во останатите старечки домови. Во наредниот период се најавуваат зачестени контроли со цел заштита на интересите на старите лица и нивен достоинствен живот во сите приватни старски домови на територија на цела држава. Случајот со суровото изживување врз старите луѓе беше откриен во заедничка акција на полицијата, обвинителството и инспекцијски служби, кои открија нечовечки и понижувачки третман на згрижените од страна на вработените во старечките домови. Двете собственички се во притвор и ќе одговараат кривично. Пријавата опишува како ги малтретирале старите луѓе, сместувале по двајца на единечен кревет, ги тепале, им давале храна со изминат рок и лекови на своја рака. По наредба на јавен обвинител, на сите згрижени луѓе им е извршен лекарски преглед и анализи од страна на стручни лица од Институтот за судска медицина. Според податоците од Министерството за труд, во земјава има 5 државни дома за стари лица, во Скопје, Куманово, Прилеп, Битола и Берово, со вкупен капацитет од 638 легла, додека во приватниот сектор активно функционираат скупно 39 дома, со вкупен капацитет за сместување од 1563 луѓе.